Здраво на сите, започнуваме со третата емисија од талент шоуто Заблескај. На самиот старт да ги поздравам нашите верни пријатели, тоа се Орбит, исто така Колор Медија, магазинот Убавина и Здравје и секако е Дера Руфтоп, каде што и се наоѓаме моментално. Во минатите две емисии жирито одбра 4 финалисти кои што директно ќе се најдат во финалето, а истата задача ја има денеска и моите двајца суди, така да кажам, во денешното издание. Кристина Арнудова и Огнен Здравковски. Ќе треба да одберат двајца од 9 кандидати кои што ги имаме денеска. Тешка, неблагодарна задача од која што ја уште на самиот старт ќе се дистанцирам и ќе кажам дека е ваш проблем, но пред да почнеме со тоа, Кристина, здраво, многу ме мерак што те гледам, не сме се виделе доста време. Да, одамна се нема. Одамна. Денеска покрај тоа што ќе бидеш нели жири и ќе треба да одберете двајца заедно со Огнен. Сакам да се направиме краток муабет. Пред некој ден излезе и твојата нова песна, и твојот нов спот за секогаш. Да. Како оди сега за сега? Реакциите какви се од слушателите? Па се надевам дека на луѓето им се допаѓа исто колку што ми се допаѓа и Не читаш мене. коментари? И не. Не? Прочитав супер коментари да не се секираш. Одлично. Пријатели ми кажуваат дека радијата доста ја врдат и тоа е добар сигнал дека им се допаѓа и знаеш за тоа како ќе помине песната, ќе знаеме на пример за 2-3 години. Така се знае дали песна е хит или не. Да. Особено за повеќе време, бидејќи оние песни кои што се хитови остануваат и после многу години. Јас се надевам бидејќи квалитетот е секогаш пред квантитетот, без разлика колку снимаш, не е битно колку снимаш, битно е тоа што го снимаш да остане и да и после 10 години, и после 20 да се пее. И се надевам дека и за секојаш ќе остане како и останатите, како и многу од моите песни. Точно тоа сакав да го кажам, ти најдобро го знаеш тоа. До сега кој што се сеќавам, секоја песна е хит. Са по себе, па така е сериозно, што да не се лажеме. Еби, Огнен ме следов. И он може да потврди. Ретко се појавувам, да, но да, вистина, секоја Јас песна сум растел со незини песни од дете. И јас, иако сме тука некаде, не растем, да не што сериозно. Кристина да имаше значи јас ако пеам, значи има деца кои што не биле родени и ги пеат песните кои што ги пеам, и тоа е Тоа знаеш, тоа е најубаво за пеач да имаш таа кариера, најубаво. Јас те, сега Огнен? сум бил мал, сум ги слушал незините песни кога с Кристина Арнудова кога ќе сум ја Ти видел. се случува еден денес да си запееш нешто од неја додека се тушираш. па- Додека го штимаш гласа за настап. Друго што имам, дур се душирам, да. Да. Пееш дори се тушираш? Не брат. Не? Искрено не. Тоа само најверојатно ние што Тоа само сакаме. не пеачи. Да, не Така пеачи, си. тоа сакам да кажам. Само Само тие не што пеачите сакаат го да пеат, Така пеат. е. Баш. таму зашто сме изолирани од сите, никој не може да ме слушна. Затоа, а акустиката И исто по така дома, најдобар. и по дома исто, највише пеат не пеачи. Не, јас по дома во веце само. По дома во пеачите веце ми потуш. преку глава од пеење. Да, верувам. Така е. Огнен, кај тебе што се случува ново? Кај мене Марче се случува ново, работам на доста нови проекти. Дел тука во Македонија, дел во Србија. Кога да ги очекуваме? Па за брзо, за максимум еден месец една песна ќе искочи. Таа ќе ја најавам ќе биде на македонски. Ја спремаме со мојот драг колега Александар Тарабунов. Таа ни е веќе од лани спремна песна. Ама Зошто чекавте до сега? не знам што да ти кажам, така нешто. Други обврски, па и сега и не сега, и сега дојде моментот, таа ќе варам сега, па малце понатака за месец до два исто ќе варам друга песна на српски, за таму за тој пазар и спремам за Макфест ново. Така да многу Тоа се чекуваме работи. на Макфест, значи. Да, профи. годинава после полога пауза не бев од 2016-17. Зошто така? Сам реши или Па да, така сплетна малце околност? сакав да созреам па да се појавам повторно. Сега созреам, Сега созреано така освежен. кажи, ќе на партали да ги направиме на Макфест. Не, Тоа е. нема награди годинава. Нема награди Регионално годинава? си е, да. Само си промовираш песни. Годинава, речи кога нема награди да се пријавиш, брат. Па да ти кажам искрено и поубаво ми е така. Не знам вака, Да. дружбата ми е најбитна на тој Така е, фестивал. Со колегите, со пеачите седиме, се дружиме. Два пати сум водел, мислам, Макфест до сега и стварно дружбата е супер. Мислам Трае дека ја и два, кога три пев тие дена, водеше да, таа Да, сезона. една година, дали 2016 така. Така нешто е, па тогаш Да. беше. Нема веќе. Со хуманитарната Проект Среќа Да. си работи веќе долги години, значи 7 година, работи одлично, има многу проекти кои што ги работам и како што знаете е фокусирана на деца во социјален ризик, деца и млади и си има тековни проекти за кои што сите кои што сакаат може да се информираат на Facebook страницата. И тоа ми го одзема најголемиот дел од времето и Таму тоа, се тоа е фокусира. мојата примарна работа и се уште останува примарна работа и така.
таму хумана, денеска во малце нехумана позиција ставена. Имаме 9 Јас мислам кандидати, дека ќе кажа. биде забавно. Да, ја мислам дека ќе биде забавно. Треба само да бидат искрени и тоа е тоа. Не сме тука дојдени нели да им се ругаме на луѓето, туку да им кажеме искрена Јас сум почнал критика. таква кариера со такво шоу на исто вака. Би се пријавил пак брат, Каде? искрено? На Звезда Гранда во Србија и таму почнав, така да знам како е стресно кога го правиш шоу. Иначе дали би се пријавил? Не, веќе не. Тој стрес Да. таму е баш многу по Ма друго. друго е кога си тука во живо и кога пееш тука во живо пред жири, а друго е кога е Така вака, е. кога си вака Да. сниман, Да. тоа е више друго. Да. Значи тука можеш да се преснимаш колку сакаш пати, а таму Тачно. имаш one shot И тоа е нормално тоа, дека што се многу случи од тие постресно. 5 минути таму на Да, стејдж, така. тоа е. Нема враќање. Така да Нема тоа назад, искуство да. е прекрасно, ма не би се пријавил пак. Многу голема, стрес голем. Па сега ќе тоа бавиме денеска од тој вид на стрес, ќе имаш Ајде стрес видиме како да како е видиш да како се е било жири. на жирито тогаш кога тебе те оценувале. Може да почнеме. Александра Трајчевска е првиот кандидат за денеска. Океј. Одличната Александра, пред која предстои блескава музичка кариера, вели дека животот и е музика. Нејзин идол е Джеси Джей, а ни откри дека ги обожава и текстовите на Игор Џамбазов. Ko mi tebe use, ko mi tebe posle, ko provocira naše suze, svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja volja da me hrani, da se ipak ne dam i samo te gledam. Osjećaj je izvanredan i toj drogi bit ću predan, makar ostočena od koja sam rešen, da večno s tobom plešem. Od koja sam rešen, da večno s tobom plešem. Како Да. ви се допадна Одлично. песната на Александра? Одлично. 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 Стварно, би сакала од неа да слушнам уште нешто. Например, кога би можело, би сакала да ја слушнам и како пее нешто друго. Да, бидејќи се прашувам дали точно песнава само ја вежбала. Да. Ама мене многу ми се допадна изведбата и техниката ми се допадна. Малку пее на нос, ама стварно ми се допадна. Супер, сакам уште да слушам од неа. Одлично. Прекрасна боја на глас, прекрасни украси, интерпретација прекрасна и на мене ми се допадна многу. Тоа што каже Кристина на нос, ја мислам дека таква е бојата на девојчето, не знам, можно е. Па така се создава бојата, да, нос, грло, Ама така. убаво, стварно убаво е. Да. Мене ми се свига. Нема да искоментирам ништо за тоа, за бојата и како се создава бојата. Појма немам. И ти Марче убаво пееш. Најубаво. Да те пријавиме се една година тебе, ти да бидеш да бидам Дека ја да- жири, ти да пееш. Може? Тоест ја да водам, не жири. Ќе ти го расипам денот. Вториот е, значи, Александра Трајчевска, Трајчевска, одлична. следна ни е Величе Ѓоргиевска. Вели дека најчесто пее пред најблиските. Нејзин идол е Уитни Хјустон. Вели че би сакала еден ден музиката да биде нејзина професија. На сцена би сакала да застане со Алиша Кис, Ријана, Бруно Марс, како и нашите и ваши ДНК. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll see something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lion, so I let your voice be tame. Baby, we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got a light to fight the shadows, so stop heading it away. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 oh.
Величе, што ќе кажеме за Величе? Величе, јас ќе бидам искрен, многу не беа многу големи фалшови, ама некако не сигурно многу. Треба да бидам повеш реален. уште малце. Треба да повеш уште малце. Дали до песната не и лежи оваа песна, не знам што да кажам, да слушнеме некоја друга, може подобро ќе беше. Да. Ете сега да беше во живо ќе речеме. Не знам колку години има Величе, веројатно е млада и можеби со вежба може да постигне повеќе. Да. Ама ова што го пееше и па речи си континуирано беше во дистоналитет, дистонираше константно и е многу симпатична, морам да признавам, и многу е сладка. Можеби да повежба уште и да поработи на Техника. па не е техника, не е во прашање туку малку на Интонација. Да, на интонација и на слух. Да, можеби ќе биде подобра. Моментално мислам дека има потенцијал и дека треба да вежба, но сега за сега тоа не е на највисоко ниво. Так, ништо, Величе слушна критиките, ајде така да кажем, или советите, ако сакаш, од нашето жири, од Кристина и од Огнен. Малце да поработиш на себе, секако тоа можеш нели да го направиш со некој професор по пеење. Да. Така е најпаметно и те чекаме наредната година пак да се пријавиш. Неме да се откажуваш. Трет кандидат, конечно момче, Бојан Стојковски. Негов идол е Марија Шерифовиќ, а дует би сакал да сними со нашата Ивона Јо. Во идни на себе се замислува како настапува со бенд. Конобар не жури, не гледај у сад, не доноси рачун да се плати. Ако можеш време, врати уназад, да ја видим живот ću ti dati. Не питај, ништа не питај, лек за njene очи, Да. još jednu natoči. Не diraј, rano ne diraj, da preživim, ne znam da li ću moći. Огнен, ти ја знаеше песнава од Ацо Пеовиќ. Да, од Ацо Пеовиќ, не питај. Види, точно ја отпеа, добро ја отпеа, окей. Малце флах пеење се вика тоа, како кон фалсет измеѓу понглас и фалсет, нешто измеѓу го пееше. Мислам требаше поише го пушти гласот. Да не се срами, така? Да, малце стегнат беше, иначе окей, не знам, другото беше окей. Да имав чувство како пее тука од другата соба да има некој. Да, малце уплашен беше, уплашен беше Бојан малце. Да. Ама окей беше. Ја прво што кажав еве една од песни беше да ги знам. Да, не ја знам. Да прашав од кој е, па ги кажав од кој е песна. Двајцата дознавме. Не знам од која е песна. И ти не знаеш? Не знам, сериозно, не. Па да. Бојан е супер за кафански пеач. Да. Да, значи да повежба, За народно, за фолк народно. Не знам за што тој е, стил. ова не е фолк, ама тој некој стил, нели, Да. кој што сега по кафани се фура. Новиот Значи стил. супер си, нека си вежба, може ќе си најди бенд, може Да. да. Кечке направи. Може и кешке направи, али личи има фаца за бакшиш. Бакшиш фаца Бакшиш има, фаца. значи има големо чело. Колку би колес. го ставила на буки највише? Бакшишче. Чекај, сега рано му е за бакшиш, друже. Чекај да поработи, да научи уште некој, од Аца Лукас треба да се пее тука и од сите. Значи, али за у кафана е супер, нека тера. Да. Бојан, ако некоја се видиме по кафани, од мене имаш добар бакшиш, веруј. И од мене исто. Бакшиш фаца Да имаш. не сум Бојан, познат дека имаш оставам бакшиш нешто, фаца. мислам на... И симпатичен е, музика, мора да признаеме, нели? Секој смост. Да, симпатичен дечко. Бојан, продолжи си, фати, тоа што е многу важно, нели, секој да си го фати своето. Треба да си го најде своето и за пеење. Така. И Тоа за што ја не сум работа. ја знаела песната, не значи дека не треба да пее. Точно така. Така е. Катерина Угриновска, следен кандидат. Таа најчесто пее по дома, а се случува да запее на работното место, но под услов како што вели, само ако и се погоди песната. Нејзин идол е Калиопи, со која има огромна желба да сними дует. Kad se budeš ženio, Смеам да скршам чаша? oslaću ti bele ruže. Ова ја знам. A kad vidiš od koga su, gledaj da te ne rastuže.
toga dana Sviđao kako gore Jedna tebi na veselje Druga tužno srcu mome Богу? Тома го... Таман сакав да почнам да кршам значи пуштете, а нек Нема го ме дојде. пее. Тој е олен. А што ќе кажеш сега за изведбата? Прво пееше над песната, значи не пееше на матрица, не пееше ни со жива придружба, пееше над песната, што е еден минус. Може би не можела да најде матрица, немам појма. Друго пееше во машки тоналитет. И дури на моменти беше малку височко, машкиот тоналитет. И ама не беше лошо генерално, мислам за тој тип на музика, видиш има фаца, одма познав што ќе пее. Да. Значи тоа е тоа. Бакшиш фаца. Бакшиш фаца. Тоа е тоа. Им ги одреди кариерите. Па сега имаме бакшиш струка од сега. Сериозно. Так. Тоа што треба да го имате е фацата. Не ми фали. Огнен, ти што ќе кажеш? Па не можам искрено да оценам бидејќи кој што каже Кристина пееше, не пееше врз матрица, пееше врз оригиналната песна, така да на моменти се слушаше. Не ја знаеш? Не. Ова е убава песна, ова не е турбофолк, народна српска е. Од кого е? Од Индира. Од Индира и стварно убава песна. Музичка енциклопедија е за тој пазар. Сериозно. Не, јас све слушам, буквално све. Одлично. Види се, си почитувам секако вид на музика. Ја работам во опери и балет иначе. Таму сум оперски пеач, пеам опера. На настави пеам забавно ексју, пеам српска музика, не пеам она кафанско кој што пеа тука. Можно? Како? Турбо опера да се направи. Можно е у денешно време све е можно, брат, зашо не? Само дај ми ја на србите. Они одма ќе Одма ќе најдат, направат, ќе така. најдат. Може би постои веќе, само ние не го знаеме. Така е. Треба да го донесеме и тоа туку у Македонија и Скопје, да уште тоа не Се фали. донесе. Турбо опера. Охо. Да се вратиме кај Катерина. што викаме? Па кај Катерина не можев да оценам баш убаво, ама и врз тоа што ја слушав колку што можам, не беше баш окей, наискрено. Сега види, не ме свадат погрешно кандидатите, дам само совети, Не не се сум правдете, некој точно така. стручњак Тоа да сам да ви кажам кажам. дека сум најдобар или да ги оценам, него кажам поред мојово како е што е. Никој не рече ништо, ти да не те гајле, пукајте си ви. Само после кога ќе скочите на улица, тоа заборив да ви кажам, очи од позади грб. Да. Пазите, Ја не сум бил ќе многу пати отегнете. нападнат, само 3 пати до сега. Следен кандидат. Што ме бе со кандидат? Кандидат Ангела Илиевска. Таа музичките гени ги наследила нејзиниот татко, кој исто така музичар. Таа има повеќе идоли, но би ги издвоила Тоше Проевски, Марија Шерифовик и Уитни Хјустон. Таа има очи, Јас грешам. кои Ја ми се пова да кажам. тајните. Сите победи, сите порази. Таа има раце, Свири? кои Изгледа, цели само светови. Браво. И би умрел ја за тие преградки. И би умрел ја за тие преградки. Браво, дете. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чуваја од зло, та нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Браво, дете. Ја ќе кажам Браво, дете. Дека, Браво, тоа е нешто, Ангела. профи. Браво. Тука нема што се каже. Браво. Супер. Емоција. Прво десетка за изборот на песната, втора десетка за тоа што се пратеше сама на клавир, трета десетка за тоа што супер пееше. Како совет би дала дека мора да работи на волуменот. Така. Значи на рефренот очекува да викне Да, повеќе, да, да даде да, малку само повеќе тоа емоција. Убава е многу и од мене стварно има десетка, значи ми изненади скроз. за Опа, дали сите го имаме точки. првиот финалист од денеска?
А за другиот допрва ќе се дебатира и дискутира. Дан. Не е девојче бакшиш фаца, не. Не реков ништо. Делам Стварно, исто не. мислење со Кристина и многу е сладка. Стварно е многу сладка. Стварно е сладка. Ептен. До сега ја како што И Ангела, не ти треба филтер, човече. Немој TikTok филтри да ставаш. Убава Да. си, бреко, кукла си. се сложам. Нема потреба. Кукла. До сега Александра Трајчевска, како што сватив, се издвојува во очите на нашето жири, исто така Ангела Илиевска, но има уште 4 кандидати. Sheepskin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hot. Следен кандидат и DJ Боно и Таму Скай. Таму Скай. Поздрав до Боно. И дојде ред на тандемот, или љубовниот пар DJ Боно и Тами Скай. Тие велат дека музика сакаат од мали нозе. Би сакале да се работуваат со Цоби, Елена Китик, Елена Ристевска и Слаткар. Ово малато се врти, бацила е око на мене. На кајле дизајнере, оче самом кучи, ночас мала има јасне намере. Ај леле, цело спуста дупе, пуца виски точи да ме напие. Мила, ај леле, ја трошим паре, она воли што е со мном и за камере. Бил ме прати, sa braćom slavim, nikad nismo bili jači. I dalje pamtim, neka račune nisam imao da platim. Mami, hoćem novi loj, da kupim novi loj. Zove samo da me čuje, hoće da non stop tuje. Oko mene samo kuje, svuda samo kuje. I bez opijata, svaka mi srce truje. Gde si se krilala, Овако сам. si pilala. Девито беше? Леле, па си ти беше на концерт на овој. Pilala, На si девето. pilala. Cijelu klub si pročistila, umađijala. Што ќе кажеме за DJ Боно и Тами Ску? Там вајда се надам дека така Тамиску, се чита. тамски или тамиску, не знам. Тамски, Да. тамиску, да. Девојка му е, да. Девојка Дечко и му. девојка се. Аха. Супер Боно- пар, субава енергија. Сега што мисли жирито за Тоа што го отпеа во песна си го отпеа точно тој стил на пеење, така се пее, само дури боле го отпеа од оригиналот, ја ќе кажам, зашто Девито го нема аутотюнот казниката. нема како да кажам, Девито ти е најнеталентиран човек што направи балканска кариера. Озбилно, најсериозно, не е она да го пуштиш, сум гледал со тие аутотюни веќе да ми Сакаш извиниш. ли јаки преку отек да го- јадиш од некој? Да, ма се. Ама јас сум реален, стварно ми е преку глава тие аутотюни, аутотюн музиката, ја кажам, јас сакам многу пеење, поп пеење, баш највише прва љубов дека ми е поп музиката и мерак ми е кога ќе слушнам некој да знае. Иначе Боно и Тами боле отпеа од оригиналот, бидејќи нема аутотюн. Се служам. Мене главном оваа музика ми е не можам да имам критериум за нешто за кое што не го познавам добро, нели? Да. И не ми е блиска музика, во смисол дека не ја слушам многу, па не можам да кажам како он што може да процени. Мислам дека Боно беше многу подобар од Тами и дека она во голем дел така дистонираше позади. Али добро го изведува, мислам. Мене многу енергијата не ми се Океј, ми се допаѓа, да, мислам. Да, Боно скроз. си е таков цело време. Да, ми се допаѓа позитивен. неговата Нека. енергија е супер, он е многу позитивен лик. Иначе ти кажа не знаеш дека пеел, така? Ја пред некој ден на стори видов кај него свадба, исто пуштал на свадба Аха. кај некои луѓе и немале бенд на свадбата. Си пуштил он народни песни Зоро и со микрофон си Да, пее цар. браво. Кога видов викам Царе дечко. Браво, Браво, поздрав Доста не Боно. сега šta го брат. Следна седма више Викторија Захариева. За себе ќе каже дека пее секаде и пред секого. Незин музички идол е Бети Картер, а дует би сакала да сними со Даниел Кајмаковски. Hej moja dušice, izbaci bubice i svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče. Ма види, Nešto свири me zagrli, со бенца. ponašaj se до prirodno. студиски каверник. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo gosti i zadovolji. Ова е од Источна Македонија. Ostavi lutkice koje te jure i stalno ti dosađuju. По дијалектот, да. Ne budi dete, kupi mi haljine,
Од каде е? Ама ова е снимано, не е уживо. Ајде за Викторија сега да збориме, не за мене. Ајде окнем бујрум. Супер си беше. Кажи си. Да, окей. Ова Да, кој биде ја што можам лоша да тоа, слушнам. Не, јас сум полошо те во емисија 100%, тоа да се не искритикував, ама реален бев. Иначе окей си беше супер, ова е студиски кавер. Не ја слушнаме во живо бидејќи измиксано, ама супер беше, добра беше. Како бенд профи Викторија, да, Викторија пееше песна од една од моите омилени групи, која бев дете, сите песни на памет ги знаев од Зана. И уште ги знам сите песни на памет од Зана. Но не можам да и дадам висока оценка затоа што морам да ја слушнам во живо. Во живо, да. Да, ова е студиски снимено, ми се допадна што се потрудила многу, што е со цел бенд, што е и аранжмански ја средиле песната, значи Само требаше лајв да се снима. само требаше лајв. Да, требаше Или лајв да сликата. слушнам, да. За да усетиме поубаво. Да. Јас И сложам, акцентот, значи, и акцентот, значи се одма ја приметив дека е со дијалектот. Да, си кажа одма Да, дека е... одма се гледа на букви кога пее од каде доаѓа, значи тоа во пеењето многу треба да се работи на тоа. Така. Ние, пошто јас сум од Неготина, ние имаме Ч, Дж, кој што Имаше проблем на почетокот, имав, бе, да, да. имав многу работев и во Не би студио, рекол. да. Браво. Да. И Само работи, ете. Пак се сведува на тоа, Све се средува на многу вежбање и многу работа, да. Така. Мислам, углавном ако сакаш да останеш на ниво на клубски свирки, тоа нема да ти прави проблем. Но ако Да. сакаш да ја развиваш кариерата како студиски пеач и да со авторска музика, тогаш не смееш да си дозволиш такви пропусти. Се случува. Да. Следен кандидат, Давид Груевски. О, Давидче. Ајде, Давид. Тој вели дека пее од своји мали нозе. Негов идол е Тоше Проески. Давид вели дека пее по кафулиња, ресторани и дискотеки, а еден ден дует би снимил со ДНК. Давид Груевски. Давид, поздрав до Давид. Давид го знам кај што јам пеено во тето, сега се вика Еклипс, порано се вика Шопиум, таму работи во тој клуб. Како, мислам, работи, настапува или... Не, таму работи на шанк, Да, мислам дека добре, е, да, мислам дека шанк настапува, дека е. И сака да пее. И сака да пее, да, Одлично. и ако ја пеам секоја што му во тој клуб, го поканувам да пее на сцена, бидејќи мерак му е птен и баш ми е мерак и на мене што има желба да пее. Во живо пред публика како се ставија вака, кој си модел да пее, добар си? Супер си, Гајле баш како нема, знаат во тето и нивни си е таму и има атмосфера секојаш кој да запева, ама треба да работи многу. Обрати ми се слободно, ја му кажам јавно, ќе поработиме, ќе му помогнам, така да Искористи за да не ги шансата, да не тој- ги дистонира тие тонови, малце да биде послободен. Така. Кристина? Значи супер што е снимано во живо и што слушнавме како звучи. Исто мислам дека дека има потенцијал, апсолутно има потенцијал, но треба да поработи на технички најмногу треба да поработи и малку на интонација на Така, па некој ќе се возбудиме, нели сакаме малку поише да викнеме тоа. Многу е тешко всушност кога ќе го земеш микрофонот во рака да тремата те јаде. Особено ако не си цело време со микрофон, ако не си цело време пред публика. А он неве кажавме дека нема е тоа работа. А поздрав за изборот за песна, дека пееше уживо, све тоа е топ. Браво, Давид. Само продолжи па се гледаме некој викенд тутетово. И последен кандидат за денеска, па потоа ќе треба жирито да си ја сработи својата работа. Као демек до седи си работеше. Ајде да го слушаме Филип Народно ге пее 100%. Дивлев. Тој вели дека секогаш пее пред неговите роднини и пријатели. Кога го прашавме кој е неговиот идол, тој одговори Ѓоко Јовик. А кога го прашавме со кого би сакал да сними дует, сигурно веќе го знаат одговорот. Да слушнеме како пее. Podrum moga majče, podrum šeta.
Браво, бе! Подrum da majče, podrum šeta. Aman, aman, drumpernica majče, drum postela. Drumpernica majče, drum postela. Филип Дивлев. Кристина? Песната, изборот супер. Конечно нешто македонско изворно народно. Очигледно сака да пее, ама треба да работи доста на тоа. Да. Да, Се треба сложувам. уште доста да работи. Да, да. Да. Исто јас се сложувам. Поздрав до Филип. И тешка песна, ба, не е толку Убава лесна песна песна за одрала, ама пеење. да, тешка е. Се што е македонско е тешко. Да не знаеме ништо да направиме онака да биде. Нели, да се Малце Мора да ги интонацијски скомплицираме, паѓаше, треба на тие работи да си поработи, на техника и тоа. Тоа е тоа. Сега, ги слушнавте и кандидатите и драги гледачи, вие критиките или советите како сакате од нашето жири денешно, Кристина Арнудова и Огнен Здраковски. Сега, ќе треба они двајца да одлучат, се извинувам, ќе треба да одлучат кои од овие 9 кандидати, двајца поточно од овие 9 кандидати најмногу се издвојува и ќе влезат директно во финалето. Јас да повторам уште еднаш дека жирито, односно организаторите на Заблески талент шоуто го задржуваат правото исто така доколку сметаат некои од кандидатите дека местото му е во финале да го бутнат директно таму. Имаше денес стварно супер кандидат. Да, тешко е, сериозни минатите две емисии исто Имаше така супер, беше, да. да. И стварно е тешко затоа што тешко е од причина што секој од нив очекува да биде одбран. И сега јас ставам малку и во нивна коша. Ама како и да е, мораме двајца да одбегаме. Така? Така е. Супер си бе сите. Некој треба повеќе да Одбираме. работи, некој Мораат, иначе помалку. нема да си одат од тука. Од дедера нема да може да се Ја одат. мислам дека делиме и исто мислење. Да, апсолутно. Значи едногласно. Едногласно ги имате одма двајцата кандидати. Да, он ми ги покажа, ја ги мислев истите. Па да си оди. Александар Трајчевска и Ангела Илиевска. Александра Трајчевска сепак тоа е првата кандидатка и Ангела, така рековме Ангела. Ангела Илиевска. И Ангела Имаме две Илиевска. женски, ама ете се сложивме баш. И без јас се проблем. сложувам дека Не се дека другите издвојува беа од лоши, останатите. стварно имаше и други кои што може и би ги ставила на овие се тие. Тие се двете кои што Кои што баш кажав Што и за онака нас би за ги пуштиле 10. сите да поминат. знам ја исто. Секој заслужува шанс. Да. Така е. Да. Тоа сакам да ви кажам да сами од крај немојте да се откажувате секако, поработете на себе и пријавете се на Пак. следниот пат, точно така, следната година на талент шоуто Заблеска. За денес им честитам на Александра Трајчевска и Ангела Илиевска, уште еднаш повторувам, доколку организаторите или жирито, ако сакате, смета дека некој од вас треба да се најде во финалето, ќе бидете благовремено известени за истото. So call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. Дојавме до самиот крај за денеска. Фала ви многу. Знам дека не беше лесно да се издвојат 20 кандидати од овие 9, но вие тоа го направивте онака како што треба. И ви благодарам од се срце. Благодарим и на вас. Мало и на вас. На самиот крај да се ги поздравам пријателите Орбит, секако Колор Медија и магазинот Убавина и здравје и Едера Руфтоп, каде што се наоѓаме моментално. Чао!